За бројот 666, што вели Библијата, што значи бројот 666 и мистеријата на бројот 666. Персонифицираното зло или исто така чудовиштето е опишано во книгата на Откровението со бројот 666. Според последната библиска книга, 666 е бројот или името на ѕверот, кој има 7 глави и 10 рогови и излегува од морето. Откровение 13, глава 1. Исто така, Откровение 17, глава 18. Ѕверот го представува светскиот политички систем кој владее над секое племе, народ, јазик и народност. Откровение 13, глава 7. Името 666 покажува дека во Божји очи политичкиот систем е чисто промашување. Во поглавје 13 од Откровението авторот опишува ужасен ѕвер кому ѓаволот му дава голема моќ, символизирана со змеи, и бара обожување од сите луѓе. Исто така, јасно е дека опишаното животно под наводници е човечко суштество, затоа што текстот вели: евеа мудроста, кој има разум, нека го пресмета бројот на ѕверот, зашто тој е човечки број, а неговиот број е 666. Бројот 6 означува несовршеност. Честопати броевите во Библијата имаат символично значење. Бројот 7 означува потполност или совршеност. Бројот 6 означува непотполност или несовршеност во Божји очи. Освен тоа, во некои случаи се поврзува со Божите непријатели. 3 шески за нагласување. Понекогаш во Библијата некои работи се повторуваат 3 пати, со цел да се нагласат. Откровение 4, глава 8. Откровение 8, глава 13. Затоа името 3 шески многу јасно покажува дека за Бог политичките системи се чисто промашување. Тие не се способни да донесат траен мир и сигурност, нешто кое може да го постигне само Господ. Жигот на ձверот. Во Библијата пишува дека голем број луѓе го имаат под наводници жигот на ձверот, затоа што го следат со одешевување и му се поклонуваат. Откровение 13, глава 3, 4, Откровение 16, глава 2. Тие го прават ова со тоа што оддаваат чест и почести на политичка партија или на нејзината воена сила. Како некој го добива жигот на ձверот на десната рака или челото? Откровение 13, поглавје 16. Кога Јехова им ги дал своите заповеди на израелците, тој им рекол: врзите си ги како знак на раката и нека ви бидат како лента на челото. Мојсева, поглавје 11. Ова не значело дека израелците треба дословно да си ги обележат рацете и челата. Тие требало да дозволат Божите зборови да влијаат врз сите нивни мисли и постапки. Слично на тоа, бројот 666 не е дословен жиг, туку символичен знак за кој се обележани оние кои дозволуваат политичкиот систем да им го контролира животот. Луѓето што го имаат жигот на ձверот му стануваат непријатели на Бога. Современите толкувања на ова пророштво за бројот 666 велат дека овој број представува систем на регистрација на секој жител на земјата, кој треба да стане подложен на неговата и новата економска политика и новиот светски поредок. Текстот јасно кажува дека тоа е број на човекот, но исто така и број на ձверот. Бројот 666 е бројот на човечката ДНК, која се состои од јаглерод 12 и е главна компонента за нашата ДНК и за животот и содржи 6 протони, 6 неутрони и 6 електрони. Може ова е само случајност да се совпаѓа со тоа што е наведено во Библијата, која гласи вака: евеа мудроста, кој има разум, нека го пресмета бројот на ձверот, зашто тој е човечки број, а неговиот број е 666. А во Библијата, 6-та Божја заповед е не убивај. Ова е повеќе од јасно.
Библијата вели, луѓето ќе му направат слика на зверот и сликата ќе прозбори. Единствена слика што зборува е телевизорот. Јас сепак мислам дека за слика на зверот во Откровението се однесува на нешто друго, на некаква икона на зверот или символ пред кој луѓето ќе се поклонуваат и ќе му одаваат слава. Овој енигматичен пасус од Новиот Завет ги разбранува духовите до денес. Зашто станува збор? За бројот 666, бројот на зверот. Просторот за шпекулации беше широм отворен и исполнет со најразновидни толкувања. На местото на настанок беа повикани не само окултисти, мистици на броеви, библиски научници, историчари, теоретичари на заговори и уметници. Исто така ја следеа трагата на зверот. Дали бројот 666 во Библијата го означува самиот ѓавол, антихристот, Нерон или дури и папата? Темниот број на зверот поставува многу мистерии и ги носат сите, малите и големите, богатите и сиромашните, слободните и слугите, за да добијат знак на десната рака или нивните чела, и дека никој нема да може да купува или продава, освен тој кој го има жигот или името на зверот или бројот на неговото име. Тука е мудроста, кој разбира нека го изброи бројот на зверот, зашто тој е човечки број. Дали ѓаволот се крие зад 666? Почна големата претпоставка, кој бил антихристот, самиот ѓавол. Меѓутоа во христијанството тој се смета паднат ангел, тоест како надприродно суштество, а не како човечко суштество. Меѓутоа, библискиот пасус вели, тоа е машки број,